Дали треба да се почитува Божјиот закон? Е прашање на кое ќе добиеме одговор врз основа на Библијата, почитувани гледачи во оваа емисија. Дали навистина треба да се почитува Божјиот закон? На почетокот да кажам дека ние живееме во вселена во која владеат законитост и ред. Творецот не само што ставил во сила закони кои управуваат со движењето на небесните тела, туку поставил и закони со кои се регулира животот и благосостојбата на човечките суштества, што ги поставил токму нова земја на која ние живееме. Овие закони се дадени за да го унапредат животот, а не за да го ограничува. По изобилниот живот што го ветува Исус на оние што го следат, се јавува како последица на нашата соработка со Божите закони на животот и здравјето. Овие закони се издигнуваат пред нас како идеал и содржат ветување дека според Божјата милост ќе го постигнеме тој идеал. Исус дошол, почитувани гледачи, на овој свет, не само да ни покаже како да живееме во сообразност со Божите закони, туку и да осигура преобразувачка Божја милост, што единствено може да не оспособи или да оспособи нашата волја и целосно да се починеме на таа Божја волја изразена во неговите закони. Наместо да бидат збирка на услови за влегување во небесното царство за верниот христијанин, Божите закони стануваат едноставно мерило на неговото се поголемо искуство со Бога и повик да продолжи да расте во милоста. Во наше време, во кој ние денес живееме, јасно е дека законите што ги ограничуваат брзините на патиштата и го регулираат сообраќајот имаат суштинско значење да го сочуваат општеството и поединечните животи. На сличен начин може да кажеме дека од суштински се и прописите и насоките со кои се регулираат моралните и општествените односи на човекот со човека и со Бога. Би сакал да спомнам, почитувани гледачи, дека големите начела на Божиот морален закон се изразени во текстот на Декалогот или во народот познати како 10 свети Божи заповеди. Тие 10 заповеди се спроведени од страна на Исус Христос кога тој бил нова земја. Иако сатаната од своја страна се обидувал уште од појавата на гревот да ја увери целата вселена, а и човекот кој подосна бил создаден нова земја, дека е невозможно да се живее во хармонија со Божиот закон. Меѓутоа Христос дошол нова земја да покаже и да докаже дека сатаната нема право. Тој покажал со својот личен пример што значи да се исполни законот Господов. Ајде да прочитаме во првото Евангелие, а тоа е Евангелието според Матеја, 5 глава, 17 стих. Еве што кажал Исус: немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Не сум дошол да го нарушам, туку да го исполнам. Гледате, Исус со својот живот, почитувани гледачи, го исполнил законот, им дал пример на останатите луѓе како да живеат според тие 10 свети принципи. Што значи да се исполни законот? Да ги исполниме Божите заповеди, значи да живееме според нив, да се поставиме во нивната вистинска перспектива. Исус дошол да ни даде еден нов поглед, би рекол, нов поглед на целта, на силата и на ветувањето на Божиот закон. 10 Божи заповеди, почитувани гледачи, ја изразуваат Божјата љубов, неговата волја и неговите намери во врска со однесувањето на човекот. Тие и денеска се исто толку, би рекле, задолжителни и значајни како и во времето на Мојсеј, на израелците, кога бил тој закон и објавен во пишана форма. Иако поголемиот дел на заповедите се изразени со негации, како например не прави ова, не чини она, сепак тие во многу помалечка мера представуваат забрани и ограничувања, а во многу поголема мера представуваат слика
на карактерот на оние луѓе што ќе изберат да живеат онака како што Бог сака да живеат. Тие заповеди може да бидат изразени и на потврден начин. Број 1. Лојалност или верност. Бог мора да биде прв во нашиот живот. Тоа ни го кажува и првата заповед. Ако сме Христови, значи ако сме ние Христови, нашите мисли ќе се занимаваат со Христа. Ќе го бареме оно што е духовно, а не оно што е материјално. Ќе копнееме да се преобразиме во Неговиот дух, да ја исполнуваме Неговата волја и во се да му угодиме. Број 2. Богопочитување. Ние му служиме на невидливото, а не на видливото. Оно што некогаш сме го мразеле, сега го сакаме. Оно што некогаш сме го сакале, сега го отфрлуваме. Душата се очистила од суетата и од горделивоста и сега чувствува потреба искрено и длабоко да му се предаде на Бога во молитва. Број 3. Почитување. Третата заповед, почитување гледачи, забранува не само обесветување на оно што е свето, толку и лажно исповедање на верата. Суетните обичаи и модите на овој свет треба да се отфрлат. Значи, сето тоа мора ние да го ставиме позади нас. Тоа треба да биде подалеко од нас, би рекле. Нашите мисли, нашите склоности, нашите чувства. Сето тоа е упатено кон небото. Христовиот дух делува врз нашето срце и го прави нежно и понизно. Број 4. Посветување. Ние го признаваме Христа како Творец и одржувач не само кога немому го посетуваме седмиот ден на нашето време, туку кога потполно го прифаќаме и целиот план на спасението. Христовата светост, би рекле, треба да се покажува во нашиот живот, со делата на светоста, што некогаш ни изгледале неинтересни, можеби и заморни, а сега ни представуваат уживање. И затоа многу е важно и ова четврта точка да бидеме целосно посветени на Господа. Број 5. Почитување на властите и на авторот. Ова почитување почнува во домот, меѓу родителите и децата, но се протега и на сите односи и кон Бога и кон човекот. Непослушноста и бунтот треба да се заменат со послушност и со соработка. Број 6. Љубов. Дори со омразата и со гневот ние кршиме 6-та заповед, но вистински обратеното лице го отстранило од својот карактер и од своето однесување, како на пример гнев, завист, агресивност, и истите тие негативни особини ги заменило со љубов, со скромност и со мир. Тогаш нашата душа треба да биде вдахната со божествена љубов, обземена со небесни тајни. Родот на духот, љубовта, мора да се покаже во животот на таа променета личност. Број 7. Непорочност. Мора да настане целосна промена. Страстите и волјата мора повторно да му се покорат на Бога. Тогаш поранешниот неморален живот изгледа грешен и недостоен. Грешните мисли исчезнуваат и не се прават грешни дела. И во домот и надвор од него јасно се гледа побожноста. Број 8. Честност. Ова заповед го опфаќа не само нашиот однос кон ближните, почитувани гледачи, туку и односот кон Бога. Наместо да му крадеме на Бога оно што му припаѓа, например нашето здравје, времето, нашите пари, десетоци и приноси, ние треба радосно да му го посветиме се оно што го имаме и оно што сме. Тогаш должноста ќе стане уживање, а жртвата задоволство. Број 9. Вистино љубивост. Со нашите зборови, вели Библијата, ќе се оправдаме или ќе се осудиме. Ако срцето ни е едноставно посветено повеќе кон овој свет, повеќе, значи не кон Бога, туку кон овој свет, тогаш навистина
нашите зборови и нашите дела ќе не осудат. Горделивоста ќе биде совладана, а ширењето на лажните гласишта или гласини за другите ќе исчезнат. И број 10, задоволни со оно што го имаме. Значи, нема повеќе да бидеме завидливи и незадоволни, зашто нашиот живот нема да биде насочен кон материјалното, туку кон Бога. Светоста во секојдневниот живот станува угодна кога душата целосно ќе му се почини на Бога. Наместо жалоста доаѓа радост, а лицето одразува спокојство и несебична среќа. Значи, ова е 10-та точка, задоволни со оно што го имаме. И затоа, почитувани гледачи, иако Божиот закон не треба да се меша со Божите завети, бидејќи постои Божи закон и Божи завети, тука некои христијани тоа го мешат, сепак 10 Божи заповеди се темел и на Стариот и на Новиот Завет, како мерило на човечкото однесување и на односите. Божиот закон ќе биде и мерило на Божиот суд. Со делувањето на Светиот Дух, заповедите укажуваат на гревот, вели апостол Јован во 1 Јованова 3 глава 4 стих. И тие будат кај нас свест дека ни е неопходен Спасител, која ќе му се ние обратиме на Христа. Светиот Дух потоа продолжува своето дело во нас, преобразувајќи го со својата сила нашиот живот. Тогаш нашиот живот се менува, нашите зборови, нашиот карактер. Спасението се добива со милоста, со верата, но послушноста е последица на делувањето на Светиот Дух во нас и врз нас. Значи, држењето на заповедите е последица, а не причина на спасението. Послушноста го развива нашиот карактер. Карактерот секако на христијанинот и раѓа чувство на смиреност и благосостојба. Послушноста, би рекол, кон заповедите Божи, истовремено е доказ на нашата љубов кон Бога и кон нашите ближни. Кога во нас ќе се види послушност од вера, луѓето околу нас ќе видат промена, ќе видат дека Божјата сила е на дело во нас, дека го преобразува нашиот живот, па и тие ќе посакат секако да ја почитуваат истата, да ја почувствуваат истата сила во нивниот живот. На тој начин, почитувани гледачи, држањето на Божите заповеди го засилува и нашето христијанско сведочење за Бога. Оние што ќе ги држат неговите заповеди во последните денови, Бог ги смета како посебен доказ дека и карактерот на самиот Бог е олицетворение на доброто и дека неговите прописи и неговите заповеди се праведни и добри. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија. До тогаш, останете со здравје.